Замислете свет во кој вашиот јазик не може да се запише. Кој би бил вашиот идентитет без писмо? Првите сознанија за христијанството словените ги добиле од староседелците, под чие влијание македонските словени почнале да го отфрлаат многобожството и да го прифаќаат христијанството. Но пречка за христијанизацијата бил грчкиот јазик, кој словените не го разбирале. Затоа се наметнала потребата од создавање на писмо, со кое на разбирлив словенски јазик ќе се проповеда христијанството. За да го забрзаат овој процес, браќата Кирил и Методи во 855 година го создале словенското писмо, глаголицата која имала 38 букви. Кирил и Методи биле родени во Солун, потекнувале од благородничко семејство кое на своите деца им овозможиле да се стекнат со солидно образование. Откако ја создале азбуката, Кирил и Методи почнале да преведуваат црковни книги од грчки на словенски јазик. Бидејќи биле словени кои биле по потекло од Солун, книгите ги преведувале на јазикот на кој зборувале македонските словени кои живееле во околината на Солун. Кон крајот на 9 век, врз основа на глаголицата била создадена полесна азбука која во чест на Свети Кирил била наречена кирилица. Солунските браќа Кирил и Методи во манастирите ги основале и првите училишта во кои свештениците го изучувале словенското писмо. Во овие училишта се преведувале црковни книги од грчки на словенски јазик, со што биле поставени основите на словенската писменост и култура. Напоредно со христијанизацијата, словените започнале да создаваат своји книжевни дела со кои дале голем придонес во светската култура. Од Македонија, словенската писменост се проширила и во другите словенски земји, и тоа најпрво во Бугарија, Моравија, Панонија, Србија, а подосна и во Русија. Во текот на својот живот, Свети Кирил и Методи учествувале во многу мисии како што биле мисијата кај сарацените, хазарите, кај аланите, брегалничката мисија и моравската мисија. Од сите овие мисии најголемо значење има моравската мисија. Во тој период, помеѓу словените во Моравија, христијанството го ширеле германските свештеници на латински јазик, кој бил неразбирлив за нив. Затоа, тогашниот моравски кнез Ростислав испратил своји луѓе во Цариград да го замолат тогашниот византиски император да му испрати учени луѓе во неговата земја кои ќе го шират христијанството на словенски јазик. Оваа задача византискиот цар им ја доверил на браќата Кирил и Методи, кои откако извршиле превод уште на некои црковни книги, заедно со своите најверни ученици заминале за Моравија. Но нивната мисионерска дејност во Моравија била попречувана од страна на германското свештенство. Тие ги наклеветиле кај папата дека шират лажно учење, па браќата Кирил и Методи морале да одат во Рим за да го оправдаат своето учење. Но за време на нивното патување кон Рим дошло до смена на папскиот престол. Имено, за нов римски папа бил избран Адријан II, што се одразило врз натамошната мисионерска работа на браќата Кирил и Методи. Новиот римски папа добро ги примил и го одобрил нивното учење. За време на нивниот престој во Рим, Свети Кирил се разболел и починал во 869 година. Со сите почести, какви што им биле укажувани на римските папи, бил погребан во црквата Свети Климент во Рим. По смртта на Свети Кирил, Свети Методи се вратил во Моравија и го продолжил ширењето на христијанството на словенски јазик. Но неговата работа во Моравија постојано била попречувана од страна на германските свештеници. По неговата смрт во 885 година, германското свештенство ги протерало неговите ученици од Моравија. Создавањето на словенската писменост не било случаен историски настан, туку свесен и длабоко промислен културен чин. Таа започнала во Македонија, во просторот околу Солун, таму каде што живееле и зборувале словенските заедници, чиј што јазик го познавале браќата Кирил и Методи. Затоа, кога зборуваме за словенската писменост, зборуваме за Македонија како незина почетна точка и за Кирил и Методи како незини темелници. Личности чија што мисија го надминала времето и просторот.